Добро вечер, среда, 21 часот, време е за печат на неделата, како и секоја среда. На почетокот на ова издание морам да ви се извинам, бидејќи минатата среда најавив дека вечерва со нас најверојатно ќе биде премиерот Зоран Заев. Господинот Заев вечер во одбра да биде на Канал 5 телевизија, да ви кажам право, ја да сум на негово место, ја така би играл, би отишол на Канал 5 телевизија. Меѓутоа, ние се потрудивме да имаме исто толку атрактивен гостин вечерва, за да можеме да направиме практично пресек на она што реално ја прекупира целата мината недела. Со нас е госпоđата Катица Јанева, јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител, кој што во последните 3-4 години практично е едно од најозборуваните централните личности во медиумите, личност околу која се водат милион дебати, а сега госпоđа Јанева некако се интензивираа сите тие работи. Добар вечер прво на гледачите. Фала ви што прифативте да бидете наш гостин. Ќе имаме еден динамичен разговор, како и секојаш овдека се обидуваме така да разговараме. Прво да ве прашам, за да тоа го сипнеме од дневен ред. Гумени чизми имаше ли потреба за оваа наводна поплава во СЈО? Гледам дека демантиравте дека сепак се работело само за некакво прскање, некаква цевка за парно. Да, имаше една цевка пукната за парно во сутеренот на специјалното јавно обвинителство. Се случуваат такви незгоди, повеќе се случиле во специјалното јавно обвинителство во однос на дотренесто на зградата која е во која сме сместени, иако ја реновиравме, иако се трудиме да биде се во ред, се случуваат такви. А тоа и дома ни се случува. Да, беше докази се обезбедувањето на време реагираше. Имаме и некои сензори за таа работа кои алармираат. Докази, харти се натопија, но докази важни нема уништено, значи докази има за предметите, а штета исто така има, ама таа е материјална, не во докази. Морам да ви кажам сега, вие не знам дали памтите, јас памтам малку подолго во времињата која немаше компјутери на почетокот на 90-тите, се случи една таква поплава во подрумите, ако не се лажам, на Централниот регистар. И тогаш се поплави и се уништува некои материјали кои што беа врзани за приватизациите во Македонија. Не знам дали памтите, ама од тогаш вака ивента сензитивност и тие приватизации не се отворија. Повторно важно е во овој случај да се каже и тоа дека многу пати сум го кажала и тоа и во овој момент ќе кажам дека се што влегува во специјалното јавно обвинителство веднаш се скенира. Тоа е пракса на работа веќе во судот подолго време и во обвинителството започна. Таа пракса ја преземавме и ние, можеби не од почетокот, но од кога сме во оваа зграда, практично све се скенира и доколку има многу материјал се формира веднаш екипа која во приоритетна задача им е скенирањето, така да нема опасност од тоа дали некој доказ го нема. Сега, нормално, процедурите ќе траат околу санирањето. Добро, драго ми е што тоа го расчистивме. Денеска така се случи, а и неделава цела е таква во врвот на јавноста е судбината и днината на специјалното јавно обвинителство и заправо новиот закон за обвинителство. Денеска се случи да една поголема група на невладини организации, предводена од Хелсиншкиот комитет, излегува со една реакција дека донесувањето законот мора да се одложи. Тие во својата реакција велат дека не се анализирани значени проблеми поврзани со работата на обвинителството, дека нетранспарентен бил процесот во кој е донесуван законот, отсуство на консултации, не беше обезбедено учество на граѓански организации. Цитирам сега нивното соопштение, дека оваа верзија која што е сега предмет на разгледување се разликува од верзијата на работната група. Законот беше усвоен од владата без да биде објавен на ЕНЕР и така натаму. И тие исто така проблематизираат која е суштината постојањето на бомбите ако тие не бидат користени како доказ и така натаму. Преклопување на надлежностите се разбира, разграничување на надлежностите на веќе постојните одделенија за организиран криминал и ова што треба се да го прави. Тие бараат законот да се повлече. Министерството за правда излезе промптно со реакција. Во својата реакција Министерството за правда вели се разбира дека дискусијата за овој закон траат со месеци, дека стратегијата на реформата правосудно која што треба да биде донесена уште од април 2018 година отвори процес за подготовка на законот. Изработени се законски текстови на 4 декември, дека тоа е тој што се дискутира. Морам заради публиката малку да цитирам.
И така натаму, дека практично дека владата има право во на седници на влада да промени работи, тоа е смислата на владата, од која ќе слуша сите консултации. И така натаму, разграничување на надлежноста е направено максимално. Ќе разговараме за овие работи. Јас сакам да ве прашам дали вие се чувствувате доволно консултирани во процесот за овој закон што е сега? Да, јас бев член на групата во која го изготвуваше законот и дел од моите колеги во специјалното јавно обвинителство. Ние цело време дискутиравме околу сите законски решенија, како за илустрација само да кажам дека во почетокот на после летото септември-октомври имавме и дебата во Holiday Inn, кога беа два закона предлог, значи не беа споени специјално закон за специјално јавно обвинителство и закон за јавно обвинителство, се слушаше експертската јавност, каде што беа поканети сигурно и невладените организации и секој пат јавно беше обзнанено дека се работи на тој закон. И сметам дека и од самите експерти произлезе дека треба да биде еден закон. Задоволна ли сте ви од оваа верзија сега што е? Па да, мислам дека во суштина никој пат не може да има идеален закон, ниту па и овој што го практицираме е идеален. Најважно е тоа да обвинителот, кога се работи закон за обвинителство, да има доволно интегритет, авторитет и проактивност да го оживее тој закон во пракса. Ви го обезбедува ли овој закон? Тоа ни го обезбедува и мислам дека е добро направено во согласно со европските закони. Кажете ми, што губите, што добивате со овој закон? Одма гледам што губите. Ги губите бомбите како можност за Не, доказ? точно и ни тоа дека се губат бомбите, напротив, бомбите си се во судница, се слушаат и тоа за сите предмети кои се потврдено обвинението, значи до 1 јули 2017 година, а во однос на другите предмети за кои една воспоставена надлежност врз основа на бомбите, мислам дека можеби нема да бидат јавно или технички слушани јавно за време на судењето, но транскрипти сигурно ќе бидат доставени од наша страна, па на судот е да цени. Деновиве се води една друга полемика, дали бомбите воопшто смеат, повторно се враќа таја на некаква јавна сцена, дали бомбите воопшто смеат да бидат користени како докази. Кажете ми, јас колку што знам, во ниеден процес всушност бомбите не се единствениот, па дури ни клучниот доказ. Па морам да ве вратам на почетокот кога почна специјалното јавно обвинителство да отвора предмети. На крајот затоа бевте и формирани, мислам. Мислам, бомбите ги работевме, ние ги слушавме разговорите, но сепак апелација како став и основните судови не беа донеле за тоа како дали ќе ги признаат како докази, затоа што имаше едно мислење пред да се формира специјалното јавно обвинителство, со кое беше наведено дека бомбите не може да се прифатат како докази. Тоа се промени во меѓувреме. Да, тоа го памтиме. А ние, заради тоа што ја следиме судската пракса, затоа процесно мораме да бидеме доволно опремени со докази секој пат, без разлика на тоа колку и бомби имаме, дали една или 1001 во предметите. Друг тип на материјални докази, сведоци. Други сведоци, заштитени сведоци, загрозени сведоци. Имаме материјални докази и тоа се од институциите во Република Македонија. И дел од што сме ги добиле преку меѓународна правна помош. Значи, важечки официјални документи. Уште колку имате за преслушување од бомби? Па ние сме... Ќе успеете ли, например, до крајот на овој закон, додека почне ние сме на крајот од преслушувањето, тоа секој пат кажувам дека е голема операција со извештајот, веќе кој е при крај во изготвување, кој треба да го предадеме во петок во Советот. Наведовме дека 96% се веќе преслушани разговорите, анализирани и селектирани во однос на приватни и чувме дека приватните ќе ги уништите, тоа секако да. Со овие другиве кои што имаат релевантност, некаква кривично правна, што ќе биде? Па тие мислам дека ќе помине уште мал период, можеби до летото, да ги селектираме и да отвориме предистраги за кои имаме право. За некои покрупни случаи, бидејќи мора да бидеме свесни дека во овој период
откако ги добивме бомбите и на периодот во кој се слушани разговорите кои ни се предадени од 2008 до 2015 година, има околности за криминални действија, но некои действија и се застарени по важичкиот кривичен законник. Тоа е она ваша изјава дека некои може да се спасат, а на некои може и да им се случи да се прошири страгата? Да, апсолутно. Од тој аспект ја кажете таа изјава. Да, апсолутно. Во моментов имате 20 судења кои се тек и мислам дека на едно му се испитува обвинителниот акт дали ќе почне судењето. Да, на Талир за зградата на ВМРО бомбите. Кажете ми, во тие 20 судења колку се централни бомбите како доказен материјал и како централни се, затоа што први се слушаат, но така е одлучено во судот да прво тие се слушаат во јавноста, во судската јавност, а потоа да се оди кон анализирање на материјалните докази. Во сите предмети имаат важност бомбите, како приоритет се слушаат разговорите, уште и јавноста многу заинтересирана за тие бомби и се надевам дека ќе биде заинтересирана, бидејќи следат уште многу интересни, необјавени разговори во определени предмети. Сакам уште малку за законот да поразговараме. Вие сте на извесен начин политички продукт како обвинителство. Заправо не сте на извесен начин, туку сте политички продукт, бидејќи седнаа лидерите, се договорили и така натаму. Сега имаме еден закон кој што треба да освои 2/3 мнозинство во парламентот. Јас лично не мислам дека ќе се соберат толку пратеници кои што ќе застанат за тоа. Што е вашето мислење? Ќе ви кажам зошто не мислам, бидејќи вие од тие 120 пратеници сигурно имате 1-2-30 кои што би биле или допрева ќе видат низ предмети. Прво мораме да се вратиме на почетокот, сакам да ја потсетам и јавноста и тоа е многу важно да не биде секупат во преден план дека специјалното јавно обвинителство настана точно на политички договор, но настана заради кризата која настани во правосудниот систем на Република Македонија. Затоа што ниту обвинителството, ниту судот реагираше на бомбите кои се објавуваа во периодот пред да се воспостави специјалното, да се формира специјалното јавно обвинителство. Откако се формира на политички договор, специјалното јавно обвинителство, јавното обвинителство работи врз основа на позитивните законски прописи. Значи, мора да кажеме дека специјалното јавно обвинителство не работи по ничија наречка. И тоа го докажавме во овие 3 години. А сега, да ви кажам околу ова што го кажувате, дали ќе гласаат. Јас апелирам и од ова место. И ќе продолжам во идниот период, доколку брго не се донесе овој закон, да пратениците во парламентот на Република Македонија треба да го препознаат сенсот и моментот за донесување на таков закон, кој е еден од приоритетите за влез на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Госпожа Јанева, кога ви е приоритет да влезете во Идризово или да влезете во Европска унија и НАТО, мислам дека секој ќе одбере приоритетот да биде Идризово да го избегне. Во таа смисла не би бил преголеми очекувања, но денеска исто така, како и во изминатите денови и недели би рекол, лидерот на опозицијата беше прилично резолутен, со еден резолутен став дека не доаѓа во предвид овој закон да го поддржат. Особено тој дури навлезе во квалификации дека не само што професионално немате кредибилитет, туку и како тим, а и вие лично сте го изгубили личниот кредибилитет. Што е прво? Добро, сега ние знаеме дека господинот Мицкоски не контролира се што е во парламентот, дури од неговата пратеничка група. Но сакам да ја прашам што е тој личен однос со господинот Мицкоски? Гледам дека таму има една пизма која што е прилично вака и на едно лично ниво. Сте имале кавга со него, сте имале... Апсолутно не, сме имале една средба по негово барање. Тоа е она за кое што во ова студио говореше дека сте го оценувале наводно за... Да, апсолутно тоа што го кажа не е точно, бидејќи јас само му го кажав и тоа што го кажуваме вечерва, дека мора да го има во предвид моментот, да кога сме сите во Република Македонија насочени кон влез во ЕУ и НАТО, да го осети моментот дека законот за специјалното јавно обвинителство треба да донесе и дека тој треба да го поддржи како најголема политичка партија. А во друг дел не би навлегувала. Мицкоски има проблем со зградата. Зградата му е блокирана, предмет на судски процес. Предпоставам дека како претседател на партија тоа му е важно. Апсолутно да, и плюс тоа и не само зградата, туку и му се замрзнати и сметки
рамките, кој не може да ги контролира. Добро, ја гледам тоа- дека тука има причина и лично да ве мрази, предпоставувам. Па, Но верувам. тој разговор беше цивилизиран или сепак со некаков подигнат тон Не. се разделивте коректно, Апсолутно да кажам, да, или апсолутно да. Да. Добро, кажете ми како сега ја оценувате состојбата со правната држава во Македонија? Еве, дојдовме до една точка, вие веќе неколку години, јас морам да кажем, јавно сум го кажувал, мислам дека испорачавте дури и повеќе од колку што беа очекувањата во однос на вашата работа, бидејќи ние сите влеговме со резерва. Кога се говори за Апсолутно, Македонија, да. правосуден систем, знаеме што Да, искуство да, имаме. да. Еве, господинот Маркос Врдевски миракулно нигде како нема, никој ништо не прашува и така натаму. Поминавте, сега доаѓаме до ново регулирање на вашиот статус и така натаму. Како вие оценувате состојбата со правосудството, па ако сакате и со правдата во Македонија денес? Па јас се надевам ние дека допринесовме во враќањето на довербата на граѓаните во правосудниот систем и во правораздавањето, иако се уште нема целосно ги довршено судот нашите постапки. Ние се трудиме да бидеме најтранспарентен орган во однос на тоа како работиме и како ги испроведуваме нашите истраги. И во тој дел сметам дека имаме голем напредок, што е позитивно оценето не само од регионот, туку и пошироко, и препознаено и во Европска Унија, каде што прашањето за специјалното обвинителство е едно од првите кои се поставува на тие средби. Тоа е обично лоша препорака за судбината. Ние знаеме и со романските обвинителки, и со други обвинителки како стоело, која ќе испорачате резултат, тоа значи дека не ви се смее баш многу добра Добро, политичка јас сум судбина. сум пресметала дека тоа така ќе биде. Јас не сум лице што е неискусно во тој дел, апсолутно знае и свесна бев во моментот дека ќе се занимавам со високи функционери во поранешната и сегашната власт. Не знаев кои се лицата кои ќе бидат опфатени, но сигурно по бомбите кои ги слушавме сите јавно, знаев дека ќе се соочам со и со премиери и со високи службеници. Мене тоа не ме плаши, напротив, ме охрабрува, бидејќи јас сум дел од оваа Република Северна Македонија и сакам ние да бидеме квалитетно друштво и да во Република Македонија да завладее правдата. Ве обвинуваат дека сте продолжена рака на Заев, дека сте вие практично тоа денеска и исто така и Мицковски, но не само тој го кажува и така натаму. Какви ви се односите вас со Заев? Се гледате ли често со премиерот? Со премиерот јас сум должна да се видам во службени средби, инаку други средби немам. Други контакти немам на професионално. Ви се случува да ви дигне телефон, да ви реагира, да интервенира? Не, мислам дека и Негови посредници, некакви пратеници, филјан луѓе? Па најмалку со владеачката партија имам, освен со најмногу што контактирам, тоа е со министерката за правда, што е нормално. Бијќи мислам дека вие во неколку пати им упаднавте и во агендата на власта упаднавте со разноразни своји постапки, им се расипаа некои математики. Знам од другава политичка страна дека имаше прилично лутење за тоа што го правите. Па ако сакате дури и деновиве некакви реакции кои што има им пореметуваат одредени планови. Бијќи гледате сега ние премиерот рече дека мора да се постигне консензус. Зборот консензус во македонската политика значи пазар. А пазарењето секогаш секој премиер или лидер на опозиција сакаат они да го контролираат. Ако некој им се умеша како што вие се умешавте дури со апсење на видни луѓе за кои се тврди дека биле посредници во пазарењето, веројатно не дава. Затоа ме чуди, мислите ли дека опозицијата не препознава дека сега со овие евентуално ако го добиете по законот проширување на мандатот, тоа значи да гоните висок криминал, всушност нема да почнете да се бавите со актуелнава власт. Бидејќи сега тие се тие кои што евентуално би биле изложени на висок криминал. Мислам дека имате вие решеност во тоа да се позабавите со актуелни министри евентуално или со директори на. Па јас се надевам дека најбрзо што може ќе се донесе законот и да продолжиме континуирано да контролираме и сегашната власт, можеби пораношната власт и во однос на рамките на тоа што е за што сме овластени. Друго немам што да кажам. Јас морам да се, додека сум специјален јавен обвинител, моја функција е да го гонам криминалот во Република Македонија, мене друго не ме интересира. Напротив, сметам дека и не калкулираме на начин што дали би го подобриле
мислењето или положбата на специјалното јавно обвинителство во однос на тоа како и кој ќе оди во притвор или кој ќе биде осомничен или обвинет во нашите предмети. Со вакви ставови може и од власта нема да гласаат за законот, тоа не ме чуди. Кажете ми, како ќе ги решите проблемите на преклопувањето на надлежностите меѓу вас и обвинителството за организиран Па криминал? мислам тоа во пракса често се случува и во кога сум била и во јавното обвинителство на Република Македонија, тоа е позитивен судир, ќе го решава републичкиот обвинител. Имате позитивни искуства до сега од соработката? Да, секој пат е имало, еве и организиран криминал. Има на многу пати, мислам, сведоци сме на тоа кога се проклопувале, одлучува републичкиот обвинител и нема никаков Од таму проблем. ви се лутат за платите, за условите, за комоцијата кој имате и така натаму. Вие де факто имате многу подобри услови за работа од колку тие. Не мислите дека тоа може би да е пречка? Оти гледаме една тенденција да викате, па добро сега тај вие стигнете на нас, не ние да доаѓаме до вас. Мислите Апсолутно, мислам, како и секоја наука, така и правната наука се движи и напредува и во праксата, и во правосудството. Мораме да ги следиме европските пракси, така да ова што се како што е европски закон или меѓународен закон за специјалното јавно обвинителство, така може да тоа тие решенија во законот мора да бидат вметнати и ние мораме да постапуваме. Се надевам дека побрзо ќе бидат овие решенија важни за јавното обвинителство, отколку да се укина за специјалното јавно обвинителство. А ние се надеваме дека ќе го оправдаме секоја привилегија што ни е дадена со Ќе законот. поразговараме малку и за вашите буџети, за тоа како работите на уште. Малку ме интересира, вие со овој закон очекувате се надмине Врховниот суд со неговото правно мислење? Апсолутно да. Мислам дека ќе се вратиме во нормала, затоа што ние сме правници и ние сакаме да постапуваме по закон и мислам дека неуместното правно мислење на Врховниот суд ќе се надмине, бидејќи по одлуките на Кривичниот суд и на апелација гледам дека и тие ги анализирам дека и во самите одлуки не се слагаат со тоа правно мислење. Да, не се слагаат, госпоđo обвинителка, меѓутоа гледаме како се прави еден дриблинг и како практично овие што се обвинети ќе предем и на разговор на конкретни случаи, како сепак користат одредени бенефити од таа одлука. Не гледам дека некои од нив се баш засекирани за тоа што ќе им се случи, бидејќи мислат дека кога ќе им стигне постапката до Врховен суд ќе бидат ослободени, односно ќе бидат поништени целите судски постапки заради ненадлежност. Не се плашите од тоа, мислам, сепак голем труд стои за тоа и изведени се многу докази, предпоставувам и постапката е... Па знаете, како што ја гледам работата во овие 4 години кога сум специјален јавен обвинител, на почетокот никој не веруваше и дека до овде ќе стигнеме ние. Да, тоа можеме ја Така го да, кажеме. да. Добро, има ли... Така да не се знае што понатаму додека стигнат предметите во до Врховен суд. Тоа е дискутабилно прашање. Може напротив па целосно да бидат прифатени од идни врховни суди кои ќе ги заменат сегашните. Според новиот закон, вашиот реизбор кој што ќе треба да се прави после законот, ќе треба да прави Советот на јавни обвинители. Што е една промена во смисла на тоа што до сега собранието решаваше. Инаку ако днес се донесе законот, ви имате мандат до идниот септември, ако не се лажем. Да, не оваја следната година. До овој септември 4 години, а законот важи 5 години. Добро. А има ли услови под кои вие, бидејќи сега влегуваме во фаза на пазарење и како што гледаме тие пазарења во Македонија се многу валкани. На крајот поминавме низ уставни промени, низ разноразни процеси кои што беа во допири со вашите области во кои што работите. Има ли услови под кои вие не би прифатиле да продолжите да работите ако нешто се случи со законов на таков начин да кажете не, ова јас не го прифаќам? Мислам дека не, нема такви услови под кои јас не би прифатила да бидам специјален јавен обвинител. Се сметам дека сум доволно проактивна, интелигентна и стручна да во секој услови го работам ова што го работам и досега, бидејќи сум работил во разни
закони Што и ако ви ги досега. одземат финансиските ингеренции? Што ако ви одземат, Да, да речеме... го скратиме, мислам, Добро. разговорот, само ако ме нема, може да не бидам специјален јавен обвинител, доколку ме изберат. Се работи да тоа, колку што гледам. Како го коментирате кацарска судството? Кацарска... Велат дека е тоа истото судство продолжение кое што во претходниот, да кажем, режим судеше вака, сега суди овака. Јас би сакала да бидам кратка, дај Боже да судиите се одважат да бидат како судијката кацарска, да го брзо, ефикасно ги завршуваат предметите. Таа е еден од повозрастните суди кои сите сме учеле од нив, бидејќи јас сум помлада, сум била и на незини обуки и ја ценам како професионалец и се надевам дека, а и се случува тоа да се повеќе се забрзуваат сите постапки. Во целата оваа рашуманијада правосудна во Македонија најмалку се говори за улогата на адвокатите. Какви се вашите искуства во сите овие процеси кои ги имате? Која е улогата на адвокатите? Бидејќи тоа е еден дел од правосудниот систем кој што, сега ќе ми се налутат веројатно некои од моите пријатели адвокати, но кои што знаат највалканите работи да се одвиваат на тоа ниво, бидејќи тоа се тие middlemen што ги кажат посредници кои што одат на сите страни за да. Имате ли такви искуства и со вашите? Апсолутно, и тоа се очекува од нив да посредуваат помеѓу осомничените. Добра, мислам посредување и преку некоја линија на пристојност и на законски овластување и така натаму. Не, јас не навлегувам. Се нуделе пари, директно ве прашувам, се нуделе пари? Не, напротив, мислам дека соработката е добра. Оптеретени се бидејќи еден мал круг на адвокати се занимаваат со нашите предмети и се повеќе ја сваќаат својата улога во судењата и се надевам дека во идните случаи или во истрагите кои ги имаме, ќе ги имаме и првите спогодби во однос на некои покрупни предмети, во однос на некои затворски казни, дека правилно ќе ги советуваат своите Бидејќи не видовме тој однос на адвокатите, јас неколку пати сум ми пишувал, на некои луѓе да проговореа, да се понудеа да бидат соработници на правдата, веројатно полесно ќе поминеа отколку што сега поминуваат со пресудите и со самите судски процеси. Ние имаме соработници. Која ви е политиката? Вие сте отворени за таков? Да, апсолутно да, во секој предмет, во секоја истрага, тоа го знаат адвокатите. И имаме например Миле Јанакиевски ако сака да проговори еве дури во овие доцни фази на процесот. Во зависност. Веќе има неколкумина кои што знаат баш да кажем највисоки детали на тоа како се евентуално правени криминалите. Дали тој профил на обвините ви се профил во зависност од предметот, во зависност од тоа дали е во организаторите на действијата за кој е сторено кривично дело, дали е припадник или е член на таа група. Доколку е организатор, тогаш нема, законот не дозволува например соработник, заштитен сведок. А доколку во едно дело сака да соработува за да и во неколку други дела му солесни позицијата, има тоа врска едноставно? Вие имате неколкумина кои што се во 5, 6, 7, 8 дела? Не, во тој дел не е развиено правото на тој начин. Доколку се во истрага сите предмети, можеби да се најде начин, но доколку некои се предмети во судење, таму е завршена веќе работата, веќе е судот е тој кој одлучува, обвинителството нема ингеренција. Доколку кој нас се водат повеќе предмети за одредено лице, еве да не го земеме Емиле, некој друго лице. Јас го спомнувам господин Јанакиевски бидејќи е навистина еден од тие што е најчесто на тие скалите на кривичен суд. Повеќето предмети започнуваат со него. Мислам дека има простор за преговарање. Адвокатите ја разбираат таа проблематика на тој начин? Да, има одредени лица што има адвокати кои ја разбираат, но не знам како ги советуваат своите штитеници, бидејќи не се одважуваат уште да пристапат на тој чекор. Го прашав Мицковски минатиот пат дали се слушнал со Груевски, сте се чуле со господинот Груевски да сте во некаков контакт, сте? Не. Госпожа Јанева, мене ми се чини дека сепак постојат два темелни случаи кои што се најважни за Македонија, за да кажем не само за правната, туку за демократската држава, системот цел во Македонија. Тоа се веројатно Титаник, бидејќи се изборите во прашање, бидејќи кога во изборите ќе интервенирате со криминал, потоа целиот темел на се понатаму е проблематично и тоа е веројатно таргет тврди на случајот каде што е суштината на сите овие дела кои се врзани со прислушкувањата, бидејќи таргет тврдина се ги испитува начинот. До каде сте во двата тие крупни случаи? Значи и двата се во судење, во двата се изведуваат докази, нашите предложени докази.
Во Титаник веќе се премина после сослушувањето на 1100 разговори кои се доказ во постапката, меѓу материјалните докази кои се на околу 700.000, мислам, или 70.000, да не претерам можеби. Да, добро. И се двете изведува, цифри се да. Има и, значи, се очекува тоа потоа... за гледачите, тоа се уплатници, Да, разноразни расписки, преписки. Сега ќе почне, мислам, уште после 3 закажани претреси, потоа ќе почне и непосредното слушување на сведоците кои ни се предложени во Титаник. Со тоа што потоа почнува и одбраната со својата истрага, значи обемен предмет, и можеби да го споредам со како настанете на 27 април. Мислам дека нашите е пообемен, а побавно се суди. Малку сум секој пат разочарана за тоа, бидејќи мора така. На што е тоа резултат? Заради тоа што така материјалот таков поди поспоро? Па не се закажани толку често судењата, мада се интензивираат во овој период, во зависност од ангажираноста на судиите. А за Таргет тврдина, еве сакам да кажам, во оваа прилика, а и како ја почнавме, да се вратам повторно на почетокот, дека така ја разделивме и работата во специјалното јавно обвинителство кога почнавме да работиме. Тоа е дека во еден дел ќе се занимаваме со јавно објавените бомби кои беа повеќето во однос на изборните нерегуларности. За тоа кој, како и на кој начин прислушкува Република Македонија и финансиските истраги кои ни го отвори патот за да преминеме од една институција со ограничен мандат во институција која ќе се занимава, која ќе биде инкорпорирана во правниот систем. Кој прислушкувал во Македонија? Во нашата УБК имаме докази, Управата за безбедносно разузнавање, кога начело бил господин Сашо Мијалков. И за тоа немате никакви сомневања? Апсолутно не. Мислите дека тоа ќе успеете да го докажете до крај? Не, ние веќе го докажуваме во суд. Веќе е докажување. Мислам дека утре е повторно ден кога се продолжува со доказната поставка во предметот. На распит е повикан господинот Звонко Костовски, кој дава широко објаснување во однос на сите начини како и на кој начин се одземени разговорите сега што се во наша собственост, а како тој ги одземал од УБК и какво е самите имиджи и стручни изрази во тоа како се поклопуваат со нашите Нема странски разговори. служби, нема жолти комбиња. Па и за тоа имаме истрага отворена, странски служби, и таа е во завршна фаза. Тоа е предмет што е поврзан со нашата надлежност. Се надевам дека ќе биде брзо јавно објавен и пуштен во суд. Добро, да ве прашам, не мислите дека можеби и сега додека работите така натаму повторно сте прислушкувана? Дека сте мета на прислушкување нечие? Денови разбравме председателски кандидат кажа дека е следен и така натаму. Имаше разни истории дека и вас ве следат, дека постојат параполициски, некакви разузнавачки служби кои што се бават со вас и така натаму. Јас знам дека ме следат. Тоа очеприметно е. Оти ме следат одредени лица, но тоа не ме оптеретува мене. Јас имам обезбедување веќе во однос на мојата сигурност. А што се однесува до прислушкувањето, мислам дека сега е многу намалено заради тоа што и мислам дека манипулациите не се можни. Напротив, дека се оди кон тоа да се подобрат начините како ќе бидат спроведени судските наредби за ПИМ мерките. Тоа значи дека секој обвинителство, меѓу кои специјалното јавно обвинителство, ќе има определени простори каде што ќе самите ние ќе можеме да пристапиме кон слушање на ПИМ мерките за кои не е одобрено по наши предмети. Тоа говориме по новиот закон, по новиот закон, да. Не, по новиот закон и сега. Да, ама сакам да кажам, вие тоа ќе го добиете како... Ние сме имали ПИМ мерки и сега по овој закон. Моментално немаме ПИМ мерки побарано од судот, но мислам дека ото добро си ја врши работата. Добро, тоа ме води до една друга мала елаборација на вашата ситуација. Вие сте подстанар во зграда во чија собственост Евана. Да.
А планирате да откупувате зградата? Што планирате да Па правите? вака, мислам дека најважно е да се донесе законот, како што кажав, и повторно апелирам до претениците на Република Македонија, без разлика на тоа од која партија се, дека треба да го поддржат законот, заради тоа што тоа е единствен пат и единствен услов меѓу условите и другите од другите бранши за влез во ЕУ и НАТО. Евана е собственик на нашата зграда, тогаш кога имав рок од 40 дена да одберам која зграда во Каде која се ќе биде, вселите, да. каде се вселиме, беше единствена и тоа беше полна. Тогаш Агенцијата за млади и спорт беше таму. Така, да. Почекавме да се иселат и потоа да пристапиме кон нејзино реновирање. Еден дел го реновираше Евана, еден дел ние. Но со самото зголемување на ингеренциите на специјалното јавно обвинителство сметам дека не е потребно да се прошириме или да ја надградиме зградата, а би го замолила владата, тоа ми е во план, во идниот период да побарам да ја откупи Од Евана. владата од Евана, бидејќи мислам и дека тој простор како по своја вредност е многу намалена вредноста на самиот простор, за да можеме да изградиме уште еден спрат во кој би можеле кому да се преселиме, Вие сега бидејќи имате неколку одделенија, имате форензика, имате финансиски бидејќи во криминал, сите тие одделенија континуирано ни се прошируваат со работа, а со тоа што еве ќе со новиот закон ќе бидеме дел од самото обвинителство, се надевам дека тие оддели ќе помагаат во одредени случаи и во предмети кои се водат во јавното обвинителство на Република Македонија. Мора да бидат посебни оддели, без разлика што се сместени кај нас. Ни треба уште еден спрат. Тие би ги сервисирале и колегите од Апсолутно, другото да, обвинителство. па затоа не е тоа. Јас некој ми раскажуваше од експертиве дека да речеме само за ПИМ мерки треба 3 простори по правилник. Тачно, Значи, да. таму Мора нешто да се биде сместува, па се адекватен адекватно, простор, заштитено и да. така натаму. Значи мора да има и маркирачи, треба да има и транскриптери и од различни јазици. Тоа ќе Преводи видиме и така како ќе биде преводи, сето тоа. Добро, госпоđo Јанева, колку посто од сегашниот буџет користите годишно? А ние најмногу што сме го искористили, тоа е 70%. Во моментот кога се вселувавме во зградата, најмногу имаме протрошено. Сега мислам дека исто така е некаде околу 34% во овој 6-месечен период. Значи повторно отприлike до кај 70%. Да. Кој ги контролира начинот на кој вие се однесувате кон парите? Па си има ревизорски групи, си има управа за јавни приходи, каде што даваме јавна даночна пријава, која исто така е дел од презентирана на нашата веб страна. Тоа сакате да кажете, може УЈП да ви направи контрола кога сака да влезат? Може кога сака, да. Како ќе биде тоа со новиот закон? Ќе останете финансиски независни? Јас се надевам дека ќе останеме, бидејќи тоа е тенденција во Европа да јавните обвинителства со новата улога што ја имаат во правосудниот систем станат понезависни, како што е и судската власт, бидејќи и тие имаат посебен буџет. Тоа значи дека интенцијата е, предпоставам, да и другите обвинителства растат со буџетите. Апсолутно да, затоа што Каква е многу... расположбата за тоа? Сте разговарале со Па се политичарите, сте надева, разговарале со... па мислам дека владата добро ги следи промените во тој дел, за разлика од претходната влада и преходниот период, кога, бидејќи во 2013 година, кога ги преземавме да ја водиме истрагата, на вистина се соочивме со многу проблеми кои ми беа патоказ во тоа како да го определам буџетот на специјалното јавно Сегашниот обвинителство. буџет ви е колку? 4 милиони. 4 милиони, значи 70% Да, со право вие да. отприлike околу 3 милиони Три, ама трошите. со право да имаме право и да го зголемиме. Тука најмногу се На што трошите толку пари? Велат високи плати имате или се користите за Платите што? се еднакви со јавното обвинителство на Република Македонија. Како чекате? Платите иста е вашата плата со колегите од јавното обвинителство? Да. Добро, Исто бидејќи во 10%. јавноста се мисли дека вие имате барем 2-3 пати поголеми плати. Не, немаме плати поголеми, 10% е помала мојата плата од обвинителот на Република Македонија, а моите колеги имаат на ниво на висши обвинители плата.
Добре, на што Да. трошите 3 милиони евра? Па видете, во периодот во кој не сакаше никој да вештачи, многу вештачине се платеа во странство минатата година, многу праш. Не Најмногу сака за или Кири. немавме овдека Не сака, експерти? не сака. Да Не го сака. нада. Сега веќе е окей. А нашите предмети се комплексни. Нашите предмети не се работи за обична штета. Финансиските истраги се многу обемни и повеќето вештачине се многу скапи. Исто имаме и многу вештачине во однос на на разговорите, каде што се многу покажани, многу средства потрошени. А исто така и Во на која Кири... смисла, на преводи, на одслушувања, на све. транскрипти? Цело време ние покрај тоа што имаме и превод на преведувач вработен, двајца преведувачи, еден од албански, еден од англиски, секој пат користиме и најразлични експерти, најразлични преведувачи. Например, од грчки за предмет за екстрадицијата на Горан Груевска и Никола Бошковски, чешки, германски, француски, сите јазици. Италијански. Ви се случија тие пребези? Да. Колку ви пречат тие во постапките што ги водите? Па Да речеме, мислам бегството на Груевски, добро, тоа има политичка тежина, секако вие, што се вика, вие сим на славата, барем за тој Апсолутно, период. да. Истрагата, како што гледаме, не дава никакви резултати. Вие не ја сум водите, ја запознаена, водат да. колегите и така натаму. Меѓутоа, тоа ви пречи ли во процесите кои што ги водите без нив? Пречи. Пречи и најмногу и се договлекуваш почетокот на судењето на Таргет тврдина заради нивното отсуство од Република Македонија. Јас се надевам дека во некои прилики Министерството за правда како што следам во медиумите, дека ќе има некои непосредни контакти со грчките министри, дека се надевам дека овој проблем ќе биде брзо надменат. Мислите дека еден ден ќе ги вратат за Јас сум сигурна дека ќе вратам. Поднесовте нови основи за нивно враќање или се уште на Не, старите? тоа мислам еднаш се праќа, не можеш Да, да се знам, ама таму ургира. судот еднаш веќе одлучи. Не знам зашто би ги вратиле кога веќе до судија. Не, они таму уште се судат. Тама се судат за само други работи. се работи за друго, Да. а во однос на екстрадицијата имаме и други дела ние, за други предмети. Па затоа гледам дали за и тие за други поднесовте. предмети и за тие поднесовме. Се надевам дека ќе ги екстрадираат. Бидејќи досега од моја пракса, од мојот увид во предметите и кога бев во Гевгелија, знам дека повеќе лица од Грција, дали лица кои биле осомничени, осудени во Грција, наши граѓани биле екстрадирани. Дури биле пуштени на ослужување на казната во Република Македонија. Не можеме да го избегнеме предметот империја. Да. Тој сепак преокупира голем дел од јавноста, бидејќи се работи за некои од највлијателните луѓе од минатиот режим, а и низ империја се гледа со каква вештина и со каква практична експертиза се правени, доколку успеете да докажете, се разбира, Апсолутно, да. се правени текот на парите, перењата на парите, изнесувањата, внесувањата и така натаму. Како ви изгледа тој случај? До каде сте во целата Па процедура? тој случај се работи, во дел е проширена истрагата за лицата, овие лица што се осомничени во првиот дел за други дела, а и за други лица за други кривични дела се прошири самата истрага, но сепак тоа е истрага, финансиска истрага која патот на парите мора да го покаже, тој е најголемиот доказ во тие предмети, дека мора да се докаже каде се парите, каде како се пренесувани преку трансакции. Тоа е обемна операција, се надевам за дека прв пат добиваме некаква соработка со странците. До сега многу тешко ни одговарале банки странски и така натаму за ова. Да, ни одговорија во еден дел. Чекате ли уште податоци за тоа од Швајцарија, од каде се? Ние во тој дел меѓународната правна помош е остварена, но сепак има многу анализа на трансакции кои се однесуваат во Република Македонија. Интензивно се водат овие финансиски истраги, осомничените се секојдневно во просториите на специјалното јавно обвинителство, немаме обструкции
од нивно, морам да кажам, од нивно Соработуваат? избегнување соработуваат. Да, мислам дека на ниво е самиот предмет и се надеваме и дека на тој начин дека ќе биде квалитетна истрагата. Деновиве имаше една голем случај се работи за господинот Кочан и за овие милиони кои што беа сопредни и така натаму. Тоа ќе се случува почесто во други случаи за такви големи крупни суми на пари да разговараме кои што се блокирани? Па се надевам дека ќе можеме да ги оствариме. Имаме повеќе предмети и поврзани со вештачење крупни, со разни експерти во својата област. Се надевам дека ќе ги докажеме. Тешки се финансиските истраги во делот на докажувањето. А јас сум многу горда за еден предмет како што е Труст, прв во Република Македонија, во кој се докаже како се злоупотребуваат јавните набавки со претходно договарање на тендери и распоредување на парични средства во тендерските. Тоа се гледа дека се огромни пари. Во овој случај се 17 милиони. И мора да кажеме дека, значи, како да кажам на еден начин, буџетите на специјалното јавно обвинителство во овие 4 години е исплатено. Тоа што многу пати го кажувам дека судството мора да размислува проактивно. За мене е тоа еден предизвик кој треба да го сработиме ние во Република Македонија, ние професионалците. Обратната математика да ја направиме. Колку судот во самите судски процеси остварува добит во тие предмети и колку е во загуба. Во бизнисот тоа се вика success fee, тоа значи еден додаток на успешност да се дели. Мислам дека таа математика ја прават во Европа, во европските судови и во обвинителство. Ги стимулираат, мислите, и обвинителите и судиите? Апсолутно, имаат и право да дел од тие пари им бидат вратени на нивните конта. Така за да располагаат во стручна смисла со нив или дури на приватно ниво ги? Не, на приватно ниво, во стручна смисла, бидејќи тука разговараме за стручна смисла, а приватно секако секој се надевам дека во тој дел е да се вратам и јас на доместоци пари што ги има, што ги добиваат судиите или обвинителите или другите администрацијата која работи со судиите и со обвинителите, треба да бидат адекватно платени како што се во Европа, за да можат да бидат и професионални во својата работа. Бидејќи иако ние се бориме против некоја корупција која е на високо ниво, сепак мораме да бидеме свесни дека и ситната корупција многу може да имплицира во многу области на живеењето на Република Македонија. Тоа веќе е дел од менталитетот. Точно. Го променивте начинот на односот кон притворите. Не жалите понекогаш за тоа што, бидејќи се ве прашувам како обвинител, можеби на обвинителите ме најлесно да секој што осомнично го стават во притвор. Вие сепак решивте да имате поинаков однос кон тоа. Во некои од случаите не мислите дека пропуштивте шанса, дека можеби немаше да се случат и бегства и така натаму доколку баравте овој тип на мерки? Ние баравме, судот не ни ги уважи барањата. И знаете дека му беше одземен, ако зборуваме пак за господинот Никола Груевски или осуденото лице Никола Груевски, пасошот му е тука, тој побегна со лична карта. Значи имаше мерки за обезбедување кои тој не ги почитува. Покаже елементарно непочитување спрема Република Македонија, или тоа многу пати сум го кажала. Јас сум начелно против притворите, да биде тоа како што порано се користе како дел од систем за притисок. Систем за притисок или неограничено да трае додека не заврши истрагата. Тоа и сега го тврди опозицијата, бидејќи денеска повторуваше на таа тема дека тоа се мисли на Чавков и така, тоа не е ваш случај на јавното обвинителство, но и сега тврдат дека притворите се користат како дел од дури некои адвокати, гледам и некои експерти говорат на таа тема. Апсолутно, секој си е платен за својата работа. Вака сакам да кажам дека многу сум задоволна и тука ги гледам реформите и размислувањата и на обвинителите и на судиите, а морам да ја споменам и полицијата. Дека многу поажурно и самосвесно ги извршува сите своји службени должности. Значи и полицијата, и судството, и обвинителството се добро екипирани и организирани во однос на следењето на одредени лица кои
има опасност и секој пат било опасност. Па еве пребега премиерот бивши. Сега како да ви кажам? Па Од тоа тогаш веројатно наваму не освести многу. Мислам дека без разлика на тоа како се Имаш едно префргање на одговорноста од МВР кон обвинителство. без разлика на тоа колку ние чувствуваме професионална грижа на совест за тоа. Ја не чувствувам воопшто, но сепак како професионалец викам како можевме да не оцениме ситуацијата во уданиот момент дека тоа лице може да побегне. Затоа што тој до последниот момент тврдеше дека нема да побегне. Да, добро, па и денеска во судот и вчера некој издава изјави дека оставиле толку голема вредност на залог, дека гаранции и така натаму, но како што знаеме, бегството си е бегство, бидејќи сепак слободата е најскапа. Очекувате дека еден ден Груевски ќе се врати во Македонија? Во оваа студија овдека неговиот наследник Мицковски говореше дека кога ќе се врати Груевски и така натаму. Не би навлегла во тој дел како да се врати, ја би сакала да се врати како затвореник, како притворено лице и мислам дека тоа може да се случи многу брзо. Добро, госпоđo Јанева, за крај да ве прашам, што ќе биде со вас ако не ве изберат, ако не ве реизберат или ако не ве повторно со овој нов закон и така натаму? Што ќе правите вие? Јас? Да. Па се надевам дека ќе бидам реизберна. Не сум размислувала на тоа да не бидам реизберна, да не излезе сега дека нешто. Сум сигурна во тоа, но во секој случај ќе бидам дел од правосудниот систем. Зависи од која страна, се надевам дека на вистинската. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Нашиот термин е толку 50 на минути. Се надевам дека и во некоја наредна прилика ќе се видиме и ќе можеме да подискутираме веќе и за веќе имате 20 судски процеси кои што се во тек, па мислам дека нешто од тоа веројатно за догодно време. Ние стоиме на располагање во секое време, јас и моите колеги да одговориме на вашите прашања. Ви благодарам многу, почитувани гледачи, останете со 1 ТВ. Ова беше госпожа Катица Јанева, јас сум Сашо Ордановски во печат на неделата. После мене следува колегата Кабрамов, кој што ќе разговара со архитектите кои што годинава ја застапуваа Македонија и Република Северна Македонија на се извинувам, Венецијанското биенале. Се гледаме едната среда со нов гостин, со нов печат на неделата.